Некој млад човек по име Хумейд отишол кај пејгамберот саллаллаху алейхи васелем да се пожали од неговата сопруга. И тогаш го слушнал еден учач како цитира еден курански ајет. Навистина џехеннемот ќе биде место на собирање за сите нив. Човекот се расплакал и продолжил да плаче се до својот дом. Кога дојде ноќта, ги завршил пропишаните намази, но се уште не престанал да плаче. Непрестајно плачеше, скрушено се молеше се до сабах. Неговата сопруга беше непослушна кон него, а тој предходниот ден се пожалил кај пејгамберот саллаллаху алейхи васелем за непослушноста нејзина, но сега таа го прашува: Хумейд, каква причина имаш што целата ноќ не си спиел, ниту пак си престанал да плачеш? Тој му одговорил: го слушнав еден учач како цитираше еден курански ајет. Навистина џехеннемот ќе биде место на собирање за сите нив. Тогаш возвишениот Аллах субханаху ва таала садил страв во нејзиното срце. Тогаш таа рече: ќе одам кај Аллаховиот пејгамбер саллаллаху алейхи васелем и ќе го замолам да се моли за мене и да бара опрост за моите направени гревови. Тој им рекол: зарем ќе одиш кај пејгамберот саллаллаху алейхи васелем? Јас вчера се пожалив кај него за твојата непослушност кон мене. Таа отиде кај пејгамберот саллаллаху алейхи васелем и застана пред него и му рече: Аллахов пејгамберу, јас дојдов кај тебе, се каам за се што сум сторила. Замоли го Аллах субханаху ва таала да ми ги опрости моите гревови. Селман ал-Фариси радијаллаху ан беше таму, па му рече на Аллаховиот пејгамбер саллаллаху алейхи васелем: ова е жената на Хумейд радијаллаху ан, човекот вчера кој што ти се пожали за нејзе. Тогаш пејгамберот саллаллаху алейхи васелем се свртил на друга страна од нејзе и не сакаше со нејзе да проговори ниту еден збор. Потоа таа замина во некои медински ридови, плачејќи се молела на Аллах субханаху ва таала, велејќи: Аллаху мој, јас сум била кај твојот веровесник саллаллаху алейхи васелем, сум се покајала, но тој се сврти на друга страна од мене и не сакаше да проговори ниту еден збор со мене. Јас ти доаѓам тебе, о ти чии милост ги опфаќа живите и мртвите, о ти кој го примаш покајанието од твоите робови. Ти си оној кој ги опростуваш нашите гревови. Аллаху мој, јас сум се огрешила према самата себе си. Ти навистина поседуваш преголема милост. Тогаш Џибрил алейхиссалам се спуштил кај Мухаммед саллаллаху алейхи васелем и му рече: Мухаммеде, Ел-Хак ти испраќа селам и ми рече: една од моите робови ти дошла кај тебе со покаяние, а ти не си го прифатил тоа и си го свртил погледот од нејзе. Мухаммеде, таа дојде кај мене, а јас ја прифатив нејзината молитва, му ги опростив нејзините гревови и од нејзи јас сум задоволен. Известија за моето задоволство кон неа. Тогаш пратеникот саллаллаху алейхи васелем му рекол на своите асхаби: кој од вас може да ми ја донесе? Селман радијаллаху ан рече: јас ќе ти ја донесам, о Аллахов пејгамбер. Тој ја најде помеѓу мединските ридови и му рекол: одговори на повикот на Аллаховиот пејгамбер саллаллаху алейхи васелем.
му рече на Селман ел Фариси радијаллаху ан: како да дојдам кај Аллаховиот пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем кога тој е лут на мене? Аллах субханеху ва теала се лути на оној на кого е лут неговиот пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем. Селман радијаллаху ан им рече: биди радосна, Аллах субханеху ва теала го информирал Аллаховиот пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем дека е задоволен од тебе. Тргна кон пејгамберот саллаллаху алейхи ва селем, а кога стигнала до него, тој и рече: радувај се ти на опрост од мојот Господар Аллах субханеху ва теала. Биди радосна, Аллах субханеху ва теала ти ги опростил твоите гревови и задоволен е од тебе. Таа од радост паднала на сеџде и толку долго остана на сеџде. После некое време Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем на Селман ел Фариси радијаллаху ан му рече: Селман, кажи им да стани од сеџде. Кога Селман се приближил до неа, виде дека таа се преселила кај својот Господар Аллах субханеху ва теала. Аллах субханеху ва теала бил задоволен од неа.